Во рамки на 9-тото коло втората македонска фудбалска лига, екипата на Тетекс на домашен терен го совлада Евромил Горно Лисиче со 1:0. Стрелец на единствениот погодок за тетовската екипа беше капитенот Маријан Билбиловски во 80-тата минута. Енис Дервиши одлично нафрли од левата страна, а Билбиловски беше најприсебен во 16-тникот на гостите и со удар со глава ја смести топката во мрежата на голманот на Евромилк Петар Јаневски. Сепак она што се случуваше после погодокот на Тетекс го одбележа надпреварот. Главниот судија Зоранчо Темелков од Кавадарци најпрво во 36-та минута му покажа директен црвен картон на Ирфан Абази, а потоа во 4-та минута од судиското надополнување на првиот дел го исклучи Блашко Николовски, а при тоа покажа и на белата точка за Евромилк. Сепак голманот на текстилците Беким Реджепи успеа да го одбрани пеналот на Симеон Христов, а со уште подобра интервенција го спаси својот гол кога на одбиената топка натрча Андријан Чаволи и биеше од непосредна близина. Во вториот дел можевме да проследиме дуел на две нерамноправни екипи, со оглед на тоа дека Тетекс со сите сили се бранеше пред својот гол да ја сочува предноста, а во поле имаше само 8 фудбалери. Сепак на крајот борбеноста и пожртвуваноста на фудбалерите на тренерот Ивица Јовановски се исплатеше и Тетекс стигна до втората победа оваа сезона, со која се искачи на 8-та позиција на табелата, место кое носи директен опстанок во втората лига. Исцрпувачки тежок надпревар, со многу контроверзи, со многу нефудбалски елементи, а за главниот актер, за играчот на надпреварот не сакам да говорам, мислам дека се разбираме. Значи, 49-та минута, иако покажа четвртиот судија 3 минути судиско надополнување, главниот судија го продолжи првото полувреме 5 минути и досуди пенал и црвен картон и не остави со 2 играчи помалку. Инаку, честитки на моите играчи, го оставија срцето на теренот, изгинаа за секоја топка и мислам дека сосема заслужено победивме еден квалитетен тим и конечно Тетекс полека оди таму кај што припаѓа. Уште еднаш честитки на публиката што дојдоа во голем број и честитки на моите играчи на оваа победа и 3 многу важни бода во борбата за опстанок. На останатите надпревари во втората лига беа постигнати следниве резултати. Хоризонт Турново Академија Пандев 0:1, Влазрими Металург 4:0, Скопје Вардар Неготино 1:0 и Новаци Тиквеш 2:0. На табелата во водство е Академија Пандев со 22 бодови, додека на втората позиција е Новаци со 18 поени. Екипата на Тетекс се наоѓа на 8-та позиција со 8 бодови, а на последните две позиции се Вардар Неготино и Тиквеш со 7, односно 6 поени. Следното коло екипата на Тетекс повторно игра на домашен терен, а за противник ќе го има составот на Металург од Скопје.